Мој гостин е Александар Темелков, он е нашата мегазвезда, балканска мегазвезда. Добре дојде, Александар, како си? Добро, најдов, благодарам на прашање, супер и чест и задоволство ми што гостам во вашата прекрасна емисија. Благодарам што го прифати, значи што прифати мојата понуда. Благодарение ви на Давид, нели? Вие сте пријатели, другари. Да. Ме интересира нели за твоите почетоци. Кога прв пат почна со патриотското пеење? Па вака, пред се мора да кажам дека уште најмала возраст ја сакав македонската музика, ја пеев македонската музика. Значи моите први јавни појавувања се во 2007 година. Тогаш си имал колку години во 2007? Значи 7 години. Млад си, 26 години. Да. Значи на концерт на оперскиот пејач Борис Трајанов, он ме одбра од сите основни училишта во Велес и мене ми беше многу чест и задоволство што имав прилика да гостувам. Лично беше присутен? Лично беше присутен, да. Има одбра сите оосновни. Ве бираше? Па секој си имаше своја песна што си одбрал да пее за свое представување и така. Ете, јас ја пеев Јовано Јованке, таа ми е прва песна јавна вака на телевизија. И од таа песна веќе се отворија многу врати. 2009 бев исто учесник во шоуто на нашиот легендарен Драган Вучич, што за жал веќе не е помеѓу нас. Значи, тука бев финалист од 400 учесници, освоив 12-то место, со само 9 годишна возраст. И, значи, гледачите може да погледнат на YouTube, ги имам сите снимки од тоа талент шоу. И така да се редеа и настапи. Од 2011 настапам по ресторанти и кафани, така да искуството ми е големо. Каде настапуваш сега? Во кои ресторани? Низ Македонија, низ Европа? Гледам дека си баран. Низ цела Македонија, но повеќе сум во Европа. Значи повеќе сум Германија, Швајцарија. Низ повеќе градови, низ повеќе клубови, дискотеки, ресторани, кафани. Значи те бараат таму македонците. Што ми недостасува нашата музика. Ме интересира за, нели, мислам дека 2 пати беше учесник во Звездите на Гранд, така? Како беше првото, нели, пријавување? Па пред се беше многу неочекувано пријавувањето мое во Звездите на Гранд, првиот пат. Која година беше таа првиот? Значи 2014. Значи ден пред аудицијата јас ја погледнав рекламата и ето некако дојдов до желба зошто да не си ја пробам среќата. Како иде тоа пријавување, ме интересирате за оние што не знаеш да сака да се пријават? Значи кога одеше рекламата има телефонски број каде што се јавуваш, има презиме, телефонски број, од каде си едноставно одиш на аудиција кога ќе биде датумот, си има време, си има се. Има некои граници дека не гледаат дека сме нели од Македонија, па ајде како не стават на понастрана или не? Па мислам за што се однесува, ако имаш добар квалитет, дека тоа не се случува. Значи веќе не поменува. Кои беа првите во жири 2017? 14, извини. Кои беа тогаш? Значи беа Аца Лука, Зорица Брунслик, Шабан Шаулич, Снежана Ѓуришич, Босанаc Јана Бекоти и во продукција беше Жика, Лепа Брена и Саша Поповиќ. Ментор кој те беше тогаш? Тогаш немаше менторство се уште. Значи се представи со песна од Зорица Брунслик, каде што направив шоу, каде што имав желба да ја прегрнам и да бакнам Зорица затоа што ми беше идол и ми е идол и до ден денес. И така да после емитувањето на телевизија и по објавувањето на тој видеозапис на YouTube, имав за еден ден преку 450.000 прегледи. Значи ја бев во шок како за толку кратко време можам да имам толку прегледи и така почна некако мојата популарност во погорна линија, но колку и да растеше до ден денес, мене не ме промени како човек, значи сум си истиот народен човек, значи јас зависам од луѓето и живеам за овој народ и за нашата музика. Зорица каква е како особа нака, дали е? Па Зорица е една прекрасна особа, значи екстравагантна, секогаш знае да изненади со свој стајлинг, затоа е единствена, не само по облекување, него и по пеење, за мене една од најдобрите српски пејачки. Потоа што се случи? Потоа следа доста настапи, значи низ цела Македонија. Тој временски период исклучио пеев низ повеќе градови во Македонија. Значи те бара? Значи ме бара масовно после тоа учество
Следното мое пријавување беше 2019. Значи пред да се деси случајот со коронавирус. Се представи со 2 македонски песни, помина во вториот круг, ја одбра Вики Милковиќ за ментор. Зошто ја одбра баш неа? Кој беа тогаш? Вики, кои други? Вики Милковиќ, Јелена Карлеуша, Џорџ Давид, Марија Шерифовиќ, Босанац, Јана Бекута. Еден ментор колку може да има избраниците? Па веројатно Неколку? Нема конечно колку би требало бројка, но сигурно некој има и преку 60-70 кандидати. Работевме со Вики, имавме проби, значи успешно ги реализиравме. Во секој мој круг отпејував по една македонска песна, ако не две, една обавезно, така да и во Звезде Грандва си ја негував македонската музика како што го правам и во приватно. А зошто Карлеуша не одбра? Што гледам Миленики беше, имаше Па правите шоу. Да, па размислував искрено, имав 3 Можности? 3 можности за бирање на ментор, значи од Адил, од Јелена Карлеуша и од Вики. Но ете, во тој момент некако се одлучив за Вики заради тоа што првата сезона со менторството видов дека добро работи и добро напредуваат и ете така си направив некој баланс во себе и решив да одберам неа. Што се деси во моментов, баш гледав клип на YouTube, кога видов дека прв пат она накаде кога те крена. А ти си пееш и толку беше ти нормални стабилен, си продолжи да се пееш песната, не доби некоја трема или момент, некој чувство на Па морам да бидам искрен. Да. Значи чувството беше преубаво. Очекуваше? Па искрено тоа некако ми дојде сосема спонтано. Ама она те крена нели прв пат? Она ме крена прв пат. Имаше после нели надврзување на 2-3 години кога јас ја кренав. Значи јас толку ми беше возбуда тоа кога она ме крена, самата публика кога стана, целиот тие аудиториум, самата сцена, значи сцена која ја гледаат преку 15 милиони гледачи и тоа шоу ќе биде запаметено не само до ден денес, него долги години понатаму. А исто и кога јас ја кренав неа, исто и тоа ќе биде заради тоа што тие снимки имаат по 3-4 милиони прегледи на YouTube и по многу милиони на TikTok. Ти кога, мислам, тоа беше договорено вториот пат кој ти сакаше да ја кренеш? Не беше договорено. Се иначе спонтано? Се спонтано. Он е баш голем шоумен, знае да го направи тоа. Што се деси од после, нели, до кај стигна до финале или како беше? Па вака, значи последното мое пријавување стигнав до 8 на финале, значи тоа е 5-тиот круг. За жал тука не продолжив со надпреварот, но активно продолжив со снимање на мои авторски песни. Значи со создавање на моја кариера, не, значи се одлучи жирито одлучи да не продолжам понатаму, но сепак од 600 учесници во првиот круг да влезеш у најдобрите 40, тоа е секако голем успех заради тоа што се надпреваруваат кандидати од Црна Гора, од Босна, од Србија, од Македонија, од Хрватска. Така да е голем успех. Во тој период надпреварувачите како те гледате, како да доживуваат, дека согледнали ти се од Македонија, они нели од другите соседни држави? Па пред се сите беа коректни, значи имав доста прави пријателства, заради тоа што во секој тим имаше одредени кандидати, така да се дружевме и приватно, значи настрана од камерите, така да ме прифатија добро, без разлика тоа што сум од Македонија. Значи сите беа друштвени, комуникативни и ми пружа поддршка. Знаеш што ме интересира, смештот кој сте таму, пример, плаќаат они тоа се на нивен трошок или не? Па тоа е на наш трошок кандидатите. На ваш трошок. Да. И колку обично имате нели настап, колку временски период сте таму? Ден, два, три? Па зависи сега ако имаме проби пред снимањето, значи може да се случи до 3-4 дена да останеме во Белград. Ете, значи тој период од животот ти заврши. Отпосле, што се случува со тебе? Гледам дека, значи пак нешто мора да се деси за да бидеш популарен или за луѓето да те гледаат. Така е. Значи јас Кои се твоите нели
веднаш после завршувањето на Звездите на Грант продолжив со соло кариера, да кажам. Значи да снимам своја авторска музика и првата песна кога ја објавив, видов дека публиката го прифаќа тој стил, тој жар. Значи јас пеам народна музика од секогаш, значи никогаш не сум се пробал во нешто друго. Иако добро пеам и забавна музика, па можеби и ова лето ќе ги изненада моите фанови со некоја поп песна, зашто да не. И така се реда низ мои авторски песни, еве до сега да стигнам до скоро 20 песни. Лично твој, браво. Лично мој, значи Имаш продуцент два твој албума или? песни, да, значи снимам кај Славко Ристерски во Прилеп. Песните кои ти ги пишува? Текстописец на 85% од моите песни е господинот Стојан Лазарес и голем поздрав до него. Се мешаш која пример која ќе добиеш нели готов текст. Да кажеш ова малце промена, ова сакам, ова не сакам. Се доживуваш емотивно со текстовите? Искрено се соживувам. Се соживам со секоја моја песна. Имам и соработка со продуцентот Лазар Ѓоргиев. Значи имаме песна заедничка, песна која што правеше музиката и текстот нашата позната пејачка Благица Павловска. Таа песна ја работевме со продуцентот Лазар Ѓоргиев, заедно со мојот кум, заради тоа што е свирач на кларинет. Он ми ја отсвири песната, така да направивме една одлична песна и се надам дека песната ќе се бара на многу свадби, веселби, затоа што се вика Аирлија куме. Да, може би гледаш баш онака гледам компарација, некој ме подсекаш и преска ти спомнав на Спасен Селјановски. Какво мислење имаш за него? Па се најдобро. Јас, значи, ги респектирам сите мои колеги. До сега не сум покажал никаква љубомора према ниеден, заради тоа што некако тоа ми е вродено во себе. Не Секој си со своја енергија, така. Секој со своја енергија, секој си има свој стил. Значи, мене ми е драго што повеќе да има добри пејачи во Македонија и што повеќе да се создава ново компонирана народна музика. Која спомна Благица Павловска, би направил со неја дует? Па да ви кажам искрено, искрено сме во преговори да направиме, еве сега. И со Спасен можеш? Со Господ напред, многу интересно ќе биде. Кога ќе дојде време, ја мислам дека ќе се направи и со него. Значи еве на 31 за Атанасовден имаме заеднички настап со Благица Павловска во Конопиште Кавадарачко, па секој кој што има желба и време да нека повели. Многу ми е драго. Имаш два албуми, така или? Да, два албуми, се надам дека ова година. Првиот кога ти беше? Кога ти се издаде? Па уште не ми се издадени, значи ги има сите песни на YouTube. Оваа година сакам да ги издадам во CD верзија, иако веќе како оди времето, значи техниката е поусовршена, значи многу помалку се користат CD-ња, но сепак сакам да направам заради тоа што едноставно сакам да си направам спомен и пред секога би направил концерт, заради тоа што планирам да направам концерт оваа година. Да желба каде сакаш да ти биде првиот концерт? По првиот концерт сакам да ми биде во Дом на Арама заради тоа што беше мојот почеток, баш во Дом на Арама и баш јубилејниот концерт и издавањето на албумот сакам да ми биде таму. Колку време беше во врска со твојата сегашна сопруга, што пак нели млад си се оженил, така? И јас сум млада, релативно долго бевте во врска, така? Релативно кратко се така некако се деси спонтано. Не сум од тој тип да зборува за многу за приватниот живот, но По добро некојаш нели публиката и сака нешто од приватноста но луѓето знаат каков сум и надвор од овие професионални води. Значи, любов на прв поглед била, значи. Па така нешто. Ти гледавте му по Инстаграм, баш танака компатибилни. Сте интересни, да. Ти благодарам. И здрави, живи да сте нормална фамилија. Исто и ти. Како е чувството да си млад родител? Нели, остварен, млад се ожени. Супругата помлада тебе или генерација? Да, помлада е 8 години од мене. Значи синчето ми еве веќе има 2 години. И уште сега се приметува дека ќе чекори по моите стапки. Баш пред неколку дена во домашна атмосфера некако малце се опуштивме и пуштивме музика
И сите дома околу него почнавме да играме и да му даваме пари на микрофон. Што убаво. Он знае да ги зима и да ги држи како прав пејач професионалец. Значи ги реди и не му паѓа. Мислам дека ќе продолжи по моите стапки заради тоа што има ритам, знае да игра, иако сега уште многу мал не знае да зборува и да пее, но се надам после 2-3 години ќе објавиме снимки од него како продолжува по стапките на таткото. Од супругата имаш поддршка, нели, како сепак ти гледам ке растеш уште повеќе и повеќе. Најжека после тие љубоморни Па види, ја дејства ги имаш од да ти детството. кажам искрено, навикнат сум и на љубомор и на се заради тоа што оваа работа. Она е љубоморна? Па е, значи оваа работа е макотрпна работа, за оваа работа треба да си махер или ќе те биде или нема Треба да те те биде. разбера, да. Значи она ме запозна како пеач, ако не ја одговара, има секогаш и други солуции во живот. Леле, сега ако не слуша, ќе накари мене и тебе. Кажи ми за што ти е, значи, следен чекор, ме интересира. Сепак си од Неготина, така? Да. Пиете таму ракија? Кавадарчини од Неготина сите ти, да знам, по ракиите сте. Па искрено, Денот ви почува со по една ракија две, а? па искрено да бидам. За циркулација ли е? Да, ја не сум многу по алкохолот, но вака во друштво знам 1 до 2 чашки колку за друштво. Значи не сум во таа мера да се препивам, никогаш не сум го правил тоа. А иначе по професија сум енолог. Значи студирав на Универзитет Гоце Делчев Штип. И така да, ете, покрај пеењето имам и сосема спротивна струка, која што мислев дека е добра, заради тоа што секогаш во животот не знаеш што може да те пресретне. Еве, како ковид ситуацијата 3-4 години не можеш да настапуваш. Да. Ме интересира дека, нели, ти си млад, остарен родител. Што им препорачуваш на младите, да се зимаат помлади или не? Што мислиш? Па јас по моje мислам дека треба што помлади да се зимаат, заради тоа што повеќе живци ги имаат да ги чуваат децата, а што постари, тоа е поголем ризик да останат или стари ергени или стари молби. Во право си. И бабите и дедовците, и они ке нема дури нерви. Да. Која ти е омилена македонска песна? Омилена Сакам да ми испееш нешто, јас би сакала твоја. Имаше една песна Ракија, како беше таа? Жата тиквешка. Жата тиквешка. Да, тоа ми е првата моја авторска песна. Текст и музика на оваа песна е пејачот Орце Стефковски. Значи, заедничка ни е таа соработка на мојата прва авторска песна. И така да можам сега да отпеам за сите наши гледачи, да. И сакам последната што те Важи. Ајде, може. Не иде, не може, нема веселба, бежата ракија, кавадаречка, а кога се пие, жата тиквешка, душа бара песна и да заигра. Браво, браво, секој чест, секој. А последната песна? Последната песна ми е Пуста печалбо. Значи сега ќе испане за недава дена, така да еве можам еден краток рефрен, додека не испане премиерно. Значи кај мене колку тоа ќе биде премиерно, ајде Да. може рефренчето да го слушам. Еј, пуста печалбо, пуста ти да останеш, за пуста пара проклета, деца од татко раздели. Каков глас имаш, човек? Ти Браво, благодарам. секој чест. Многу попееш. Многу попееш. Благодарам. Си имал покана на свадба нечија да пееш? Па досега можам да ти кажам од 2016 дека активно настапувам по свадби, значи свадби од секаков вид, дали македонски, дали и босански, и ромски, значи од секаков вид свадби, значи имам широк спектар на репертоар, така да нема проблем. За што се работи, јас сум тука прв. Во Македонија каде најчесто те бараат? Кои градови? Па насекаде, но ова еве лето можам да кажам слободно дека повеќе бев во реонот на Крива Поланка, така да имавме доста успешни настапи и мислам дека
самата публика која што доаѓаше на моите настапи беше навистина испочитувана максимално, на секако желбата му беше исполнета. Значи заедно имавме настап за Илинден со нашата колешка Благица Павловска и имавме преку 2500 души посетители, значи тоа е огромен број за едно такво место мало, каде што беше се многу убава атмосфера, се спонтано, позитивни луѓе, значи добри, расположени за слушање на македонска народна музика. Кои ти се другите омилени освен Благица Павловска од кај нашите пејачи? Комуницираш со Благица, така? Да, комуницирам со Благица, но имаме и други пејачки кои што навистина заслужуваат респект и почит, и помлади и постари, но некако мене Благица ми е во Македонија идол, заради тоа што, да не се лажем, има најмногу хитови во Македонија. Да. А од помладите? Од помладите немам конкретно кого би го посочил, значи ги поддржувам сите, значи колку повеќе има младина заинтересирана за музика, толку е подобро за македонската естрада, заради тоа што на денешно време помалку има женски изведувачи за разлика од машки, така да еве еден апел на сите талентирани девојчиња кои што сакаат да се занимаваат со музиката, нека си продолжат полека, но сигурно кон патот и успехот нема да биде изоставен. Што мислиш за, еве кај нас, нели, кога ќе те побара некој од рестораните да пиеш, и си се соочил со ценкања? Па морам да бидам искрен. Секако ти си имаш, нели, некоја си твоја цена. Да. И кога ќе речат, ајде спушти, знаеш, сега од тука си, а некој од надвор може да го плати. Па морам да бидам искрен дека ми се случило, но Попушташ? Не. Не попуштам никогаш, значи си го ценам своето, заради тоа што како рекле, ако не се почитуваш сам себе си, не може никого друг да почитуваш. Кажи ми твое мислење за песните што се користи аутотюн. Не гледам дека тоа е нели по-онака тренд моментално. Изфорсирано, да. Па вака, значи, морам да бидам искрен, имав јас една песна, али да речем 2-3% кои што се користеше аутотюн, но видов дека едноставно не треба да продолжам со снимање на таков вид на музика. Не ти лежало. И не поддржавам таков вид на музика, така да, али па не сум ни ничија пречка да го снима тоа. Значи секој со својата среќа. Кој како си замислил, така нека си продолжи. А зошто го сакаат баш аутотюнот? Па не знам, сега моментално Прикриваат нешто или? младината е заљубена во аутотюн, но јас се надам дека ќе дојде време кога ќе се негува и слуша многу повеќе македонската квалитетна народна музика него тие песни каде што се спомнува, значи, разен безобразлук кој што ја не го поддржавам во музиката. И јас сум против тоа. Сега ќе направиме едно интересно како скеч. Ме интересира, ќе имаме оноа неш или сега тоа колку популарно. Јас си ги имам пишано некој, Владко Миладиновски или Спасен Селјановски? Па да бидам искрен, стилски се тука некаде, значи изедуваат иста музика. Не можам конкретно да кажам, заради тоа што ги почитувам и двајцата и со двајцата се знам лично. И преве мислење да каже едно за Владко, ето и за Спасен. Значи, Владко е пеач со отворено срце, значи многу скромен, популарен, еден од најпопуларните пеачи во Македонија. За Спасен можам да го кажам истото, значи позитивен лик, знае да направи атмосфера и знае што треба да работи кога ќе испадне на сцена. Кажи ми сега Елена Велевска или Сузана Гавазова? Значи, со Елена Велевска се познавам лично, со Сузана Гавазова се познам онака преку интернет, преку коментари. Значи, двете ми се драги, но некако стилски поблиску сум до Сузана Гавазова. Да, патриотското, тука и кај неа. Андријана Кеш или Стојна Николова? Па, близок сум со Адријана Кеш, значи, исто и со Стојна се познаваме лично. Се најдобро едни уметнички кои што се исполнети на вистина со прекрасни песни, со прекрасни numери и публиката
ги обожава, така да и помеѓу нив две не би можел да одлучам кој да го одберам. Која да одберам? Благица Павловска или Ирена Спасовска? Благица Павловска. Дефинитивно. Да. Со оглед на тоа дека настапуваш нели низ Европа, каде е подобро место за живење, Македонија или Европа, и дали во Македонија се заработува од музиката? Па вака, значи, еве да кажам, јас 8 години активно од кога настапувам во Европа. Значи, добро е да се работи во Европа, но сепак мислам дека дома си е дома и дека од дома нема нигде поубаво. Значи, одиш со цел да одработиш за што си заминат и мислам дека пресудно зошто ние пеачите од Македонија повеќе гледаме да просперираме дали во Европа, дали во Канада, во Америка, во Австралија, заради тоа што заработувачката е далеку поголема, за разлика од тука во Македонија, каде што ретко кој може да опстане од музика. Еве, најреално од мене. Како се движат цените тука за музичарите од до? Од 200 евра вајде па нагоре? Па не знам, значи конкретно не можам да кажам за другите, но еве пример сега да ме поканат во некој ресторант каде што има капацитет 250 до 300 гости, значи мојата цена е 500 евра и под тоа никој пат не сум отишол ни пак ќе отидам. Мој мислење дека многу повеќе нели се на нашите македонски радија се пуштаат странски песни. Зошто македонските песни се толку запоставени? Еве, значи, некои сакаат нели да се слушаат понародно, некои зошто е тоа така? Па еве, значи, можам да кажам досега моje лично искуство, 80% македонските радија повеќе преферираат англиска музика. Јас многу и ретко, да ви кажам искрено, слушам радио, но кога слушам, значи сакам да слушам некоја добра македонска музика, значи да уживам додека возам, додека одам некаде на пат. Мислам дека нашите радија треба да се запрашат во тој дел, значи каде има грешката и што повеќе да се промовира македонската музика. Јас лично изведувам, значи, балканска музика на моите настапи, значи и македонска, и српска, и босанска, и турска, и ромска, значи знам од и турски пееш? Да. Шо збориш? Да. А ќе ми спееш се нешто турско? Нема проблем, ќе направиме. Така да, еве, еден апел до сите наши македонски радија, што повеќе да негуваат не само македонската народна музика, заради тоа што имаме и добра македонска поп музика. Така е, да. Да одвојат па или не по 2-3 сати барем во текот на денот, why not, нели? Да. Ај спиеме нешто турско. Ајде. Која песна? Еве, една турска песна која што ја научив многу одамна од една турска серија. Ајде. Алая, alaya kalmadı gözlerimde yaş. Severler aydılar giyordun ne oldu? İride kalanlara hiç mi hiç düşünmezler. Он е баш интернационален. Имам, мислам, именно Врапче ми кажа дека имаш некој проект со еден интересен дечко. Па вака, значи, наскоро гледачите може да очекуваат едно ново шоу, Icon шоу, заедно кое што ќе го работиме со мојот колега и пријател Давид Давидовски, но еве криво ми е што не може еве јавно да се обрати. Слушај, нема шанси он да не е присутен. Како си, Давид? Јас сум одличен, ќе се доближам до тебе само да се слушам. Значи, наскоро голем проект, днес ќе ни биде гостинка. Работиме со една контроверзна личност, со 4 водители. Благодарен сум што... А он одма каже дека ја ќе му бидам. Нема ни праша, си каже ќе бидеш гостин. Па знае дека колку ќе си. Ќе биде чест, така? Да. Ќе биде чест. Дефинитивно она ни инспирација за успех, така да ви посакам се најдобро и... Ајде, чао, Кога почнува? 4 февруари. 4 февруари во 20 часа. Значи, Давид многу се облече. Фала ти многу. Како авионче. Да. Како авионче. Александар, дали има нешто што ти би сакал да надополниш за крај за оваа емисија?
Па еве, Да дадеш нели пример за младинава или не знам. можам да кажам дека пред се голема поддршка во мојата кариера е мојот менаџер, Да го еве поздравиме. ќе го поздравам во оваа прилика, значи мојот менаџер Блажо, кој што активно се трудеше за моите почетоци, И успеси, не само во создавањето на авторска музика, него години наназад. Многу ми е драго. Благодарам што ми беше гостин, ми Ти беше благодарам чест и и задоволство вистина. Јас сакам нели да дадам простор на млади талентирани. Се радувам дека во иднината ќе те очекуваме на уште поголемо ниво. Ти благодарам, чест и задоволство ми беше што гостував во твојата прекрасна емисија, значи еве уште еден апел, значи што повеќе да се негуваме македонската народна музика за никогаш да не избледи. Така е, амин. Поздрав, чао.